Прашањето кое што се поставува во јавноста е од каде извира моќта на овој поединец да им ги врати, да им ги затвара вратите на наставниците и за ова да не му фали ни влакненце. Се знае дека оваа моќ било резултат на поранешниот министер за внатрешни работи Митко Чавков, но сега не знам, се вели дека во ист или слични односи е со актуелниот министер за внатрешни работи, не само овој случај, туку и други случаи за кои се свесни јавноста, кои се вознемирувачки појави, каде што некои поединци не прашуваат нити за закони, нити за институциите, имајќи в предвид дека се наоѓаме во одлучувачки момент каде се очекуваат и конкретни резултати. Ова е прашањето. Дали ќе дозволиме да преовладува бандитизмот или законите и институциите ќе ги вршат нивните обврски согласно уставните закони. Второто прашање се однесува на ваш јавен надстап како поранешен лидер на опозицијата во една телевизија, односно телевизиско интервју водена тогаш од поранешен новинар, сега наш колега пратеник, и тогаш известивте јавноста дека вие и вашата партија сте покренале пријава во јавното обвинителство против неколку функционери од минатата влада и дел од нив и актуелни министри и функционери од актуелната власт. Не интересира што се случи со овие постапки, до каде е обработувањето на истите и дали се уште во тек или се повлечени.